Во свет каде лагата се облекува со убави зборови, лицемерието ја крие вистината, а интересите се над човечноста, прашањето е кој е вистинскиот компас кој што човекот треба да го следи за да не се изгуби по патот. Јас сум Ана, а ова е Клуч. Клуч од фиоката која никој не ја отвара. Денеска сум заедно со професорот на правниот факултет Лазар Јовевски, професор со долгогодишно искуство од областа на трудовото право и социјалното право, но и професор кој што своето искуство и знаење го има дадено во служба на јавната функција која што ја врши, а воедно и човек на верата. Интересна комбинација, па професоре, како сте? Како се чувствувате? Прво благодарам за поканата. Навистина се чувствувам пријатно и морам да ви кажам дека одамна не сум чул волку добар вовет најавен, така да кажам, да се отвори веднаш, би рекол, една димензија за дискусија и за разговор и навистина инспиративно беше ова воведување за мене. Навистина, кога ме поканивте, размислував што би било темата, релативно понов подкаст. Меѓутоа, кога чув дека е нешто поврзано со аспектот на секојдневното живење, но низ призмата и на екзистенцијалните прашања, но проткаени низ духовната призма, навистина со нетрпение очекував и уживам и во моментов и навистина пријатно се чувствувам. За почеток, сакам да прашам дали еден човек може да ја усогласи професијата, јавната функција и духовноста без компромис? Па видете, сметам дека тоа многу зависи од самиот човек. Човекот како битие кое што е трослојно, тело, душа и дух, би требало да биде во хармонија. Тоа е, би рекол, една внатрешна констелација на битисувањето. Надворешната наша екзистенција и постоење во овој материјален свет би требало од друга страна да ни дава баланс помеѓу тоа што сме ние во таа внатрешна констелација и надворешниот материјален свет. Сега, дали може да тоа се прави без компромис? Би рекол, според мене да, но за тоа е потребно да човекот биде сигурен во своите избори и да знае по кој пат чекори. Многу често, бидејќи мојата работа е таква, да работам со луѓе, а од друга страна го проучувам трудот, работата, професионалните односи во општеството, во економијата и ги гледам оние професионални релации, трудови релации кои што се дел од нашиот живот. Всушност еден голем дел од нашиот живот поменуваме на работа и работно место. И забележувам дека многу често луѓето свесно или несвесно се губат на професионалниот пат, се губат себе си. На тоа мислам. При тоа, губејќи се себе си, губејќи ја својата визија како треба да живеат професионално, всушност го губат и животот генерално. Затоа што ако во професионалните односи, во професионалната релација, во професионалните односи со другите луѓе, на работното место, вие не сте на вистинското место. Не ја работите работата што ја сакате. И при тоа работата не ве ослободува, туку ве поробува, тогаш најчесто луѓето прават голем број на компромиси, на кои што всушност покажуваат еден моментум на талкање, кај професионално талкање, кое што потоа инклинира или насочува и кон животно талкање. Бидејќи професијата, работата и животот се тесно поврзани и оттаму сметам дека многу е важно човек бескомпромисно да е на вистинскиот професионален пат, за да може потоа и во животот полесно да плива, полесно да се снаоѓа, полесно да ги препознава предизвиците. Накратко, одговорот е да, може бескомпромисно, но велам, за тоа би треба една духовна сила и чист ум да знае
лицето, човекот кој е и што прави, што всушност е неговата цел или мисија на земјава. Интересно. Вие сте и советник во кабинетот на премиерот. Дали кога ви беше понудена функцијата, како практично ја почувствувавте? Како чест или можеби како некој страф од одговорност? Видете, страф нема страф. Одамна во тој дел сум ослободен и буквално му благодарам на Бога за тоа, затоа што многу често среќавам луѓе кои што живеат со страф или работат со страф. И благослов е човек да е ослободен од стравот и професионално и приватно, животно, генерално. Видете, со премиерот се знам од, би рекол, од пред некое време. Иако претходно сме учеле во исто средно училиште, во иста генерација сме, но не сме се запознале, не сме се дружеле, не сме имале директна комуникација. Чисто една можеби повеќе информација вака, која што е интересна за гледачите. Но од првото кафе кога се седнавме и се запознавме и го испивме, всушност забележав дека тука има простор каде што може да помогнам, каде што може да делувам, препознавајќи одредени квалитети на карактерот пред се кај него. И тоа ме охрабри, ме мотивираше, инаку навистина бев доста резервиран во однос на политичко вклучување и ангажман, меѓутоа кога ќе препознавам некои вредности кај човекот, тоа за мене е мотивација и инспирација. И во тој контекст се одлучив да помогнам колку можам. Знаете зошто да помогнам? Затоа што не сакам да звучам нескромно, но тоа се одредени факти кои што еве сакам да ги споделам со вас и со вашите гледачи. Јас професионално сум реализиран. Мене не ми треба некоја функција во државата за да јас потоа напредувам, за да се ме препознаат и така натаму. Веќе општеството, фелата, во мојата област, јас сум препознаен. И препознаен сум исто така сериозно и надвор од државата. Многу работам во рамки со европските институции, со Европската комисија, со Меѓународната организација на трудот, со Советот на Европа, сум исто така нивни експерт. И кога веќе е човек реализиран во таков обем, тогаш вклучувањето во одредени политичко-општествени контексти е или од честни намери или од нечестни. Буквално е така. Во мојот случај е од исклучиво честни намери со цел, ако можам, да помогнам. Видов можност, видов шанса дека има простор да се помогне и се вклучив. Колку успеам да помогнам, сега тоа е посебно прашање, би рекол, во македонски контекст, затоа што многу објективни околности се околу мене пречка, објективни зборувам, секако има и одредени субјективни, затоа што има отпор во нашето општество, работите да се менуваат. Ана, забележувам, еве, сега како професор сум ги проучувал тие феномени, но кога ќе ги гледаш од прва рака директно, кога си вклучен во самите процеси, е многу поинтересно, подинамично. И еве ви еден пример. Кога зборуваме дека сакаме да ја промениме државата на подобро, забележувам дека луѓето тоа го доживуваат или го размислуваат, да, секој сака, ама покажува кон другиот. Никој не почнува, ајде јас ќе почнам да променам нешто во мојот концепт на размислување, во мојот начин на работа, за да биде подобро околу мене, а со тоа и во целото општество, туку велат, ајде почни ти од кај тебе да почнеме. Од кај другиот да почнеме да се менуваат работите на подобро. Всушност е обратно. Секој треба од себе да почне да менува на подобро, за да потоа сите заедно генерално зборуваме за поголем контекст на промена кон подобро. Барате ли водство од Бога при донесување на одредени одлуки во животот, меѓу кои еве и конкретно за ова што збориме? Да, навистина без би рекол еден духовен бекграунд, без една духовно размислување, продлабочување во духот, во таа комуникација духовна, јас и не можам да замислам значи стихијно постапување, купи ден продај, од денес за утре концепти не се својствени на мојот ум и на мојот начин на размислување и на мојот дух. А душата откликнува впрочем на
и емотивно и волево откликнува на тој, би рекол, предизвик или на таа информација која што ја добивам во духот. Некои нарекуваат интуиција, вие жените велите го имате тоа како повеќе, и сте навистина сум забележал посензитивни, емотивно, поинтелигентни, социјалната интелигенција не недостасува најчесто кај дамите. Меѓутоа, јас тоа го нарекувам духовен отклик, една духовна комуникација со Бога која што дава одредени насоки, ти дава потврди, ти дава одредени идеи или визии како понатаму во животот или по кој правец да одиш, дали да прифатиш нешто или не, дали ова вака да го направиш или онак. Кога веќе е потврдено од Бога, значи знаете дека тоа е тоа вистинското. Да. Ајде некои малце посочни прашања од областа на политиката. Дали сметате дека политиката е лицемерие или служба? За мене политиката, лично за мене, е служба, и не само политиката, и работата, и трудот. На некои политиката им е работа. Мене директно во моментов не ми е, иако сум дел од политичките процеси во државата, јас сум сепак пред се во моментов професор и уживам во мојата работа, јас сакам мојата работа. Меѓутоа, да, политиката, како да ви кажам, ја многумина ја доживуваат како нешто што е дел од нивната кариера, дел од нивната личност, и така и се однесуваат и така и живеат. Колку се снаоѓаат луѓето во политиката, како политичари, е сега друго прашање. Да. Ме интересира вашиот став по однос на корупцијата во државата. Дали сметате дека има мито корупција? Ја не сметам, јас знам, гледам дека има. Дека има. Јас тоа го анализирам сега како професор, гледам дека има. Ви било понудено некогаш мито? Па мене директно вака не. И сега баш сум се запрашал, например, каков е тој концепт кога некој ти нуди мито, или зошто би нуделе, кои се тие и зашто нудат мито? Веројатно. Знаете како, кога седите вие со кафе, знаете, баш интересна мисла имаше еден наш револуционер, кажано, разбойникот знае дека и другарите му се разбойници. Кога седите на маса со лошо друштво, со лоша компанија, значи компанија као компањони, екипа околу вас, на луѓе, веројатно мајнсетот, начинот на мирисање меѓу себе, препознавање и така натаму е на иста фреквенција, би рекол, вака, и се чувствуваат слободни да влезат во такви констелации на понуда, на побарувачка, меѓутоа лесен начин нешто да, кај мене тоа не е така, затоа што ја веднаш давам до знаење кој сум, кај сум, во што верувам, кои се моите принципи и концепти, и тоа ви е еден добар заштитен механизам, искам да ви кажам, не само за корупција, туку и за каквите да било други искушенија, кои што некој би можел некогаш да ги понуди или да сака да ги стави на услуга, и веднаш на почетокот расчистувам со тоа во каков овој друштво да сум, во кој контекст да сум, и досега Бог ме чувал, фала му на Бога. Да. Ајде малце за професијата. За каков професор ве сметаат студентите? Дали сте строг, попустлив, имали врски кај вас? Каков достапен сте во секое време за нив? Тоа ќе мора пред се да ги прашате студентите. Но бидејќи ме прашавте мене сега, знаете, нас не евалуира студентите секоја година. Јас сум веќе 25 години на универзитетот и јас ги добивам евалуациите кои што нели на крај студентите ги имаат за мене оцени, всушност за мене по различни прашања, по различни оценуваат, секоја година е така, секој семестар за сите професори, не само за мене. И јас навистина сум благодарен на студентите. Сум благодарен што оцените се движат, да речеме, од 4.8, 4.9, 4.7, а максимумот е 5, да речеме. Така да благодарен сум што го препознаваат тоа што го правам за нив и што се трудам да не само да предавам, не само да пренесам информација, туку да направам и кај нив и трансформација на начинот на размислување, на пристапот, да почнат всушност и некои да размислуваат, бидејќи за жал среќавам многу млади луѓе кои што во претходните фази на образование не биле охрабрени да размислуваат, да бараат решенија на одредени проблеми, и во тој дел да речем оцените се за сега задоволувачки повеќе. Но ако ме прашувате дали сум строг,
чув некој муабет, сега ајде да кажам вака, дека професорот е, да, сум бил принципиелно строг, ама добар, у смисла као нешто така да, но добар, знаете како, луѓе сме ние, сите не доживуваат исто и не разбираат секогаш исто. Така да. Колку духовноста ви влие врз начинот на кој предавате и комуницирате со студентите? Па да ви кажам, јас од оваа сега точка моја на развој како човек и не можам да се замислам да нешто во животот правам без да е духовноста присутна во тоа. Што и да е, од некои обични семејни активности до професионални од највисок ранг. Во која смисла? Видете, јас како млад истражувач, како асистент, демонстратор, потоа и доцент и така. Читав многу и денеска читам многу. Ви предадувам овде кај вас, баш читав некои книги кои што се поврзани со стручни книги и така натаму. И сватив дека сум го прочитал, ајде сега не ги набројам, колегите од Фелата знаат кои се најголемите филозофи, мислители од областа на правото, уште од антика, од Аристотел, па до Кант, па до Фукујама, кој што е современик и се уште како филозоф живее и така натаму, до Чомски, но кога прв пат во животот, и тоа без да знам дека во домашната библиотека го имам Светото писмо, кога го земав и го отворив и прочитав одредени стихови и почнав да навлегувам и да го читам, дури тогаш всушност сватив колку јас сум испуштил и колку работи сум ги гледал позитивистички, ако смеам така да се изразам, без да го вкусам оној духовен моментум кој што работите во правото, но и генерално во општеството и во животот го имаат. Така што духовноста, би рекол, и ја советувам на секој што се занимава, не само со наука, не само во секоја професија, затоа што ги отвара очите, затоа што ја храни душата, затоа што го прави животот да биде во повеќе бои. И јас, лично за себе можам да кажам дека од тогаш дури и начинот на кој што предавам и начинот на кој што зборувам и размислувам ми се подобри. И тоа навистина е, би рекол, благослов и фала му на Бога за тоа. Така, интересно. Дали успехот за вас има духовна димензија или пак е само материјален поем? Тоа е моето многу интересно прашање кое што го поставам и на предавања. Дали работите за да живеете или живеете за да работите? Ако работите за да живеете, тогаш работата ви е се, односно живеете за да работите, обратно. Ако живеете за да работите, тогаш работата ви е во центарот на животот и тогаш животот ви е работа. Но ако работите и работата ја гледаме како инструмент, како средство за да живееме благословен, плодоносен, убав живот, достоинствен живот, тогаш дефинитивно работата ја има таа димензија духовна. И за мене тој тип, тој начин на работење е вистинскиот начин на работа. Што мислите денес, во денешно време, дали на државата и не достигаат подобри закони или подобри луѓе? Подобри луѓе, дефинитивно. Јас и тоа не е прв пат да го зборувам и ви благодарам што го поставивте баш ова прашање. Ја во мојата област велам, имаме прекрасни правници, одлични експерти по право, но ни фалат добри луѓе, затоа што вие може да бидете експерт по правото, а ако сте лош човек, вашето знаење во правото ќе го користите да ги барате дупките во законот и да ги злоупотребувате одредбите од законите. Така што дефинитивно нас не недостасуваат добри професионалци. Ние имаме прекрасни луѓе во различните области во општеството, од спорт, култура, образование, политика, бизнис и така натаму. Но карактерот е многу важен. Добрите луѓе всушност се луѓе кои што имаат изграден систем на карактер, на етични вредности, кои што секако се извираат од духовните аспекти. Тоа е неспорно и тоа кој сака може да го негира, но не може да успее во тоа. Сепак ќе се врати повторно дека во духовноста извира етиката и моралноста, колку и да мислат дека е само културолошка категорија, но дефинитивно ако тоа го има човек, тогаш веќе знаете, се поставува професијата со вредност. Така, до кога партиската книшка ќе се вреднува повеќе од дипломата при вработувањето?
Па до тогаш додека не бидат исполнети два критериуми, два услова. Прво, тие што сакаат да се вработуваат да не бараат да бидат да бараат партиска ургенција, би рекол, а значи тие што ургираат, така да не ургираат, така смеам да се изразам вака народски, а по два, тие што примаат ургенција да кажат не ти е потребна партиска книшка, ти си квалитетен, аплицирај си со одветно на твојот квалитет, ќе бидеш вреднуван и ако е секако треба ќе бидеш применна работа. Добро е што денес за прв пат од независна Македонија, зборам денес еве кога го снимаме овој подкаст, се донесе се носи предлог за измена на законот во делот на здравството, на здравствената дејност, каде што нема веќе да одлучуваат клиниките, туку ќе оди на еден друг начин, каде што само оние кои што се најдобри доктори, тие ќе се вработуваат без никаков исклучок. Значи веќе тоа влегува како законска одредба и еве еден исчекор кој што влева надеж дека нели со едно семе, со една ластовичка, но полека се најавува, би рекол, македонската пролет во делот на вработувањето. Се надевам дека нема да застанеме тука. На здравството се надевам дека и во другите. Да, така е. Така. Тоа велам. Сепак христијанството не е индивидуална духовност. Вие сте дел од христијанската црква Благовест во Република Македонија под водство на епископите и пастори Константин и Милена Кајшаров. Дали духовната храна со која што се храните таму и пасторските совети ви помагаат во секојдневието, во професијата и воопшто во животот? Па знаете како, многу е важно човек во животот да има со кого да размени одредени, би рекол, дилеми, одредени прашања. Многу е добро кога човек може да тоа да го прави со луѓе кои што од кој што може да чуе и нешто ново, да чуе еден и духовен и поинаков пристап, например, на одредено прашање и така натаму. И сметам дека токму тој тип на заедништво, впрочем и црквата како еклесија, како собир на верници е клучна за да може човекот кој што се определил да чекори во духовниот пат и по Божиот пат, да расте, да зрее, да се развива и да оди во вистинска насока. И оттаму мислам дека илузија е, погрешно е, но е доста често и модерно би рекол, но е погрешно, да луѓето мислат дека можат духовно се сами да прават, дека доволно им е, не знам, да си читаат некоја оваква психологија, оваква духовна литература, без разлика дали е Свето писмо, дали е некој друг автор кој што е човек од каде што црпат некои духовни совети или правци или што и да е. Тоа е еден погрешен пристап и тука навистина и мислам дека треба да се ние сме индивидуалци. Мислам, тоа е факт. И ние сме створени, создадени сме како индивиди. Но исто така, како индивидуални битија, но исто така сме и колективни битија. На нас не е потребна социјализација. И впрочем, периодот на ковидот тоа многу добро го покажа колку луѓето таа отуѓеност колку негативно влијаеше на самите индивидуи, на самите луѓе. Значи ние како социјални битија, особено ако се поврзуваме и на база на одредени вредности, како што се христијанските духовни вредности, тоа за мене е навистина вистинската формула и добра алатка за успех во животот. Така да секогаш користам добар совет, особено од мудри луѓе кои што знаат некои работи, кои што поминале, и не само од духовни луѓе, и од световни луѓе може да научите, во смисла луѓе кои што не се можеби толку и навлезени во верата, но имаат плодови на духот, ја ги нарекувам. Тоа се делови од карактерот како вредности од кои што може да ве инспирираат: кроткост, долготрпеливост, љубезност, љубов и така натаму. И го среќавам тоа и кај духовни луѓе, кај христијани, но и кај луѓе кои што не се толку во верата, а го имаат, дури не се ни свесни некојаш. Обично за крај, професоре, кажуваме по некоја мисла до гледачите, некој заклучок, па еве порака, па еве да ве прашам која би била вашата порака до сите гледачи кои што не гледаат сега. Еве како професор по право би рекол и правник пред се човек кој што верува дека моралните вредности се клучот за успешен и убав живот, како што е впрочем и вашиот подкаст насловен. Сакам да ги охрабрам вашите гледачи да не се плашат, да го земат клучот и да ја отклучат собата
од својата душа, од своите дамари внатрешни и да го побараат Бога во себе. Да ја побараат Божјата љубов која што ја облагородува душата и која што го трансформира човекот во едно подобро битие. Да не се плашат од подобрите себе си. Затоа што ако останеме во состојбата во која што сме, а не го бараме Бога во нас и околу нас, нема да можеме да веројатно ги исполниме оние поголеми цели кои што ги имаме секој од нас во животот. Интересно. Јас само би додала нека само Божјото Слово биде единствениот компас кој ќе го покажува вистинскиот пат во вашиот живот. Довидување до следниот клуч.